Предлог одлуката за измени во договорот за обезбедување градски линиски превоз во Кочани беше една од точките на дневниот ред на седницата на Советот, што предизвика внимание меѓу советниците. Иако ставовите беа едногласни оти функционирањето на јавниот превоз треба да продолжи во наредниот период, а при тоа од општинскиот буџет да се обезбедат и субвенции за билетите како и досега, дилемата се јави околу рокот на кој треба да биде потпишан договорот со превозникот. Едно прашање кое што е единствена промена во оваа точка, тоа е зошто договорот се планира да се потпишува на 5 години, а не како досега на 1 година. Бидејќи договорот кој општина Кочани го има склучено по основ на јавната набавка од претходната година е со времетраење од 12 месеци, истиот ќе истече за неколку месеци. Ние имаме дозвола веќе на истата распределена линија која му издадена на економскиот оператор за времетраење од 5 години. По истекувањето на договорот, тој може да врши превоз на патници, меѓутоа ние како општина не можеме да учествуваме во средствата на цената на билетот на патникот, односно не можеме да го субвенционираме. Патникот треба граѓанинот на свој трошок да си го плаќа билетот од 20 денари. Со тоа, со оваа постапка и во консултации со инспектори од оваа област сообраќајна, се констатира дека е поповолно, како и од функционална гледна точка и економска и правна, да биде времетраењето на договорот еднакво на времетраењето на дозволата која му се издава на превозникот. Ваквото образложение и понатаму остави дилема кај дел од советниците кои имаа свој став во врска со времетраењето на договорот со превозникот. Значи само една компанија, еден економски оператор може 5 години да врши превоз. Со тоа намалуваме конкуренцијата и мислам дека ќе намалиме и квалитетот на услугата, бидејќи мислам дека конкуренцијата е единствен регулатор на квалитетот на услугите кои што ќе ги добиваат граѓаните. Она што сакате да го спомнете, дали ќе се фаворизира некој или не се фаворизира, апсолутно не се фаворизира, затоа што по распишувањето на јавни оглас кој што ќе го има на јавната набавка, секој може да се јаве и секој може да го добие, при тоа нудејќи најповолни услови. Значи секоја компанија може да се јави сега. Значи тоа не станува збор. Меѓутоа поважно и најважно за нас е тоа дека граѓаните ќе имат сигурност дека во следните 5 години оваа линија ќе биде субвенционирана од страна на општина Кочани. Оваа мерка е окей, него треба на време да се распишува тендер. Можело вика 5 години. Утепаме се школите секоја година, бе, луѓе, распишуваме тендери. Зашо не кажате дека секој на 5 години ќе ги распишуваме? За да не ги доведуваме граѓаните во состојба дали ќе биде субвенционирана, дали нема да биде субвенционирана. Без разлика кој да биде градоначалник и после овој мандат, општината презима врска да го субвенционира, да ја субвенционира линијата и тоа ќе го прави со 50% од цената. Ве повикувам да гласате. Дополнително објаснување за дилемите на советниците дојде и од општинската администрација. Неосновани се сомнежите дека ние фаворизираме определен добавувач. Не само во делот на превозот, мислам дека годините наназад, овие 2 години покажавме дека по сите јавни набавки апсолутно не се мешаме во истите. Можете слободно да контактирате со лицата што ги работат јавните набавки, дали ние се интересираме за процесот на спроведување, пријавени или слично. Значи, последно што добиваме информацијата кога го склучуваме договор. Да нема сомнеш од ваша страна, предлагаме овој период да го измениме, нека биде на година, на 2 години, за да не оставаме опашки по завршување на мандатот на овој градоначалник. Со оглед што репликите тргнаа во поинаква насока од очекуваното, беше дадена кратка пауза, по која дискусиите се смирија. Пред гласањето за точката, советникот Стојчевски излезе со предлог договорот со превозникот да се склучи на пократок рок, односно на 2 години. Зашто гласаа 7 советници, па предлогот не беше поддржан. На крајот остана правичниот предлог одлука, договорот да биде на 5 години, а општината за целиот период да го обезбеди субвенционирањето на цената на билетот од 50%, за што гласаа 11 советници.